Индивидуална помош за поддршка на лица со потешка и најтешка физичка попреченост и целосно слепи ке може да добијат и младите од 6 до 18 години. Во собранието почна расправата за законските измени во социјалната заштита со кои ќе се овозможат лични асистенти да имаат и децата од оваа возрастна група. Ова помош е во облик на поддршка за социјални, здравствени, образовни, работни и други активности на лицата со попреченост. Односно, обавувањето на елементарните, основните активности кои што лицата со попреченост ги исполнуваат секој ден во својот дом, меѓутоа и инструментални активности кои што се неопходни за нивно самостојно функционирање во домот и поддршката во заедницата. Услугата е во износ од 80 часа, време трајање од 80 часа по корисник на месечно ниво, на сметка на државата. Давателите на услугата, односно личните асистенти и непосредните, за тоа добиваат парична надомест на сметка на државата од 233 денари во бруто износ по еден час. Исклучок од овие 80 часа се лицата кои што излегле од резиденцијалните услови и кои што живеат во стамбени единици со поддршка. На нив време траењето на личната асистенција е 160 часа. Би сакала да истакнам пред македонската јавност дека услугата лична асистенција не представува укинување на паричниот надомест за помош и нега кој што Законот за социјална заштита го предвидува во делот на паричните права. Услугата е спојива со паричното право. Министерката Шахпаска информираше дека ресорното министерство интензивно работи на други проекти кои значат поддршка за лицата со попреченост и нивно целосно вклучување во општественото живење. Воведуваме меѓународна класификација на функционалноста. Согласно Конвенцијата на Обединетите нации за правата на лицата со попреченост, попреченоста се третира како човеково право, а не како медицинска дијагноза. Во нашата држава веќе се инсталирани 2 комисии кои што ќе работат во Скопје и 5 регионални комисии за меѓународна класификација на функционалноста, кои што согласно светските стандарди и достигнувања на науката, меѓутоа и на грижата за социјалната заштита, ја прават анализата на функционалните способности на лицата со попреченост кои што се предмет на проверка, односно на проценка на овие комисии. И заедничкиот проект кој што ние го работиме со UNDP, а тоа е изработка на апликација водич за слепи, која што ќе може да биде симната на сите Android телефони и на сите компјутери, лаптопи, за да може лицата кои што се слепи да ја користат оваа апликација за слободно движење во просторот, за да може текстот да биде претворен во гласовна порака, за да може навистина да бидат инклудирани во нашето општество. Шахпаска смета дека важна е децентрализацијата на социјалните услуги како процес со кој се обезбедува помош и нега во домот на старите лица, лицата со попреченост, во дневните центри и центрите за лица со попреченост. За таа цел Шахпаска додаде дека склучени се 19 договори со 24 општини, а при тоа опфатени се и градските и руралните средини.